Законот за волонтирање во државата стара околу 15 години, кој не остава простор за развој на волонтерската работа. Според генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, потребата за промената на законот е неопходна. Рече дека тие како организација направиле неколку иницијативи, со што наскоро очекуваат во рамки на собранието да се одржи јавна расправа за да се дискутираат потребите од промените. Законот за волонтирање во нашата држава за жал е стар. Ако се земат во предвид динамиката на развојот на настаните во едно современо општество, тој е стар некои 15 години и навистина не е овозможувачки, односно не остава голем простор за развој на волонтерската работа. Од тој аспект веќе ние направивме неколку иницијативи наши. Наскоро очекуваме во рамките и на собранието да се одржи една јавна расправа почетно, каде што би се дискутирале за потребата од менување на законот за волонтирање. И од оваа организација вела дека е потребно да се овозможат одредени бенефиции, кои ќе бидат поттик за сите да се вклучат во волонтерската работа, бидејќи истата засега се уште не се наплаќа. Помеѓу останатите предлози кои ние ги предлагаме, токму и тоа што вие го велите, дека во делот на истакнување и признавање на трудот на волонтерот, значи да се овозможат одредени, би рекол, бенефиции, ај така да ги наречам, кои ќе бидат поттик за сите да се вклучат во волонтерската работа. Знаете, волонтерската работа е нешто што не се плаќа и токму од тој аспект таа се разликува од сите, да речеме, оние други активности, но секако без разлика дека нештата не ги плаќаме на волонтерите, ама потребата од истакнување, потребата од дополнително мотивирање како е присутна и се надевам дека преку тие измени што би ги направиле во идниот закон за волонтирање, сето ова би се земело во предвид и би направиле некој подобар амбиент за волонтирање во нашата држава. Со промените на законот за волонтирање, ако целото нешто би се зело во предвид, според организацијата Црвен крст, би се придонело подобри услови и амбиент за волонтирање во нашата држава.